Позелен е водата во Радовишкото езеро Мантово. Зелениот слој на горниот дел од водата ги вознемери сопствениците на викенд куќи и рекреативците од околината. Фотографиите ги објавија и активистите против рудници од југоистокот. Тие се сомневаат дека водата е позелената поради активностите од рудникот Боровдол. Видовме вчера слики каде што се гледа јасно ефектот на рудниците во однос на непосредната животна средина. Боровдол се наоѓа веднаш над Мантово и прашината од Мантово при копањето реагира со водата и гледаме ефекти дека се створил син камен таму, значи има специфично тркизна боја што е доказна реакција, хемиска реакција дека претходно бакар оксид има реагирано со сулфурна киселина. Имајќи предвид дека овие елементи во природата не се наоѓаат така лесно, значи не би требало да има природна сулфурна киселина. Државниот инспекторат за животна средина направи 2 вонредни инспекциски надзора. Констатирано е дека при вториот инспекциски надзор водата има поинтензивно обојување од претходниот. Во браната немало видливи истекувања ниту прашина, но земени се примероци од водата од 5 различни места, кои што ќе треба да покажат што се случува со езерото Мантово. Истовремено инспекторатот го задолжило рудникот Боровдол да ги достави резултатите од извршените мерења на квалитетот на водата од брана Мантово во рок од 10 дена, а резултатите од земената мостра од камен врз кој има наталожено сини и зелени честички да ги достави до Државниот инспекторат за животна средина во рок од 30 дена. Од рудникот Боровдол велат дека работат по стандардите што ги предвидува интегрираната еколошка дозвола и порачуваат да се почекаат резултатите од земените примероци на водата. Рудникот Боровдол почна да испорачува руда до рудникот Бучим во август 2020 година. Неговата намена е да се продолжи економскиот век токму на рудникот Бучим.